Мислам дека нема руско влијание, онака како што беше да речеме, на времето кога русите водеа пропаганда против Македонија 2015-2017 година, кога требаше да паѓа владата на ВМРО ДПМН. Тогаш руските медиуми доаѓаат дека кај нас па пренесува извештаи, еве се повторува украинскиот Мајдан и во Македонија. Марија Захарова, Министерство за надворешни работи, дава изјави во кои ја поддржува владата на Никола Груевски. И од тогаш кога се завршија работи, кога стана промената на владата во Македонија, работите спласна и на пропаганден план директно према Македонија, Русија не работи. Сега околу влијанието во Македонија. Руското влијание е намалено прво од причина што ние економската соработка не е таква каква што беше. Ние увезувавме горива, нафта најмногу во стоковната размена, извезувавме некои лекови, прехранбени производи, земјоделски производи, тоа извезувавме, но не беше голема стоковната размена за да може Русија да врши притисок економски како што беше во Германија, да речеме, со гасот, со нафтата. Ќе ви затворам нафтата, нема да ви давам газ ако не купувате кај нас. Значи, тоа се можности такви за притисок. Кај нас немаше такви можности за притисок. Така да Русија не влие во Македонија, не може да влие. Ние влеговме во НАТО, наша цел беше да влеземе во НАТО, ја остваривме таа цел. Во Европската унија чекаме, се уште чекаме да влеземе. Ставот на Русија беше Македонија не би сакале да влезе во НАТО, а во Европска унија нека оди, значи кога сака. Значи така беше, овој став го кажам, значи пред многу години, пошто пред 2015 година, кога во разговори што сум ги имал со колеги и во разговори што ми биле пренесувани од наши политичари во Русија кога биле или во интервјуа на руски дипломати. Значи така бил ставот. Да, НАТО не би сакале, а во Европска унија може да оди Македонија. Меѓутоа, кога Македонија влезе во НАТО, работите се свртеа сосема поинаку, нормално во полза на Македонија и Русија практично не може да влие во Македонија. Колку и да се труди, Русија не може да влие. Како ќе се развиваат работите понатаму, не знам, но влијанието руско кај нас нема да биде големо. Социјалните мрежи кај нас, мислам не кај нас, него и во светот, се простор во кој што секој може своето мнение да го искажи. Нормално и таму има ботови, има организирани напади или организирана одбрана. Јас тоа го гледам, бидејќи ја следам целата оваа работа, како ги отворите социјалните мрежи, па и дури медиуми во една Хрватска, дури јас просто се зачудувам, ај во Србија, да, пошто во Србија државната политика и во Република Српска е таква да се поддржува Русија на секој начин што може. Така се инструирани и медиумите во тие држави, но мене ме зачудува во Хрватска медиуми кои што ги водат украински новинари, значајни новинари, значи медиуми специализирани за меѓународна политика. И таму кој ќе прочитате во текстоите не толку, иако и низ нив провејува некаква солидарност со Русија или поддршка на Путин, но коментарите се на 70% коментарите се во смисла да се поддржува Русија во конфронтацијата со Западот. Сега зборуваме за една мрежа од социјални, со нивеќе социјална мрежа, една, тоа е еден голем простор во интернетот и доаѓаат кај нас тие наративи, да речеме проруски. Кај нас има луѓе кои што сметаат дека ова е во право или она не во право. Мислам дека од тука доаѓа и најголемото влијание го прават социјалните мрежи. Мислам дека црквата не игра големо влијание, затоа што за разлика од Русија, кај нас народот не е толку посветен кон црквата, не е голем бројот на луѓето кои што веруваат, кои што се можеби се изјаснуваат на пописите православни, меѓутоа
прашање колку одат во црква и слушаат проповеди од поповеди. Ја не сум, и ја мислам, не одам во црква и не слушам проповеди таму, што има, не ги знам какви се проповеди, дали се зборува нешто за Русија. Мислам дека нема големо влијание тоа. Тоа повеќе кај нас е внатрешна битка во македонската православна црква, која што мислам дека синодот е поделен, но тоа нема влијание на најголемо влијание или најголема, да речеме, најголема сила која што дава наративот проруски да биде во Македонија или луѓето да ја сакаат Русија е културата. Културата е број еден, а потоа доаѓаат и другите работи кои што мислам славјанството и православието. Значи православието некаде на крај го става, но најважна е културата. Ние, мојата генерација, сме растале со руските класици. Знаеме дека во цел свет руските класици ги ценат. Мислам, руската литература, рускиот балет, руските композитори. И тоа е, треба можеби сега да се забрани, да се донесе забрана во Македонија. Нема веќе руски класици, нема руска музика, нема руски балети и да се носат западни, мислам не вредности, но западна култура, да се носи во смисла на книжевност балети, во таа смисла култура, а не оваа музичка што е или потрошувачката култура која што е не ја сака сите, и ние ја сакаме, па дури и русите ја сакаат потрошувачката рок-н-рол, музика, западна, таа забавната музика. Но, реков, значи, ако се прекине во Македонија, може би за 10-20 години да исчезне тој наратив руски во Македонија и да биде односот на народот поинаков кон Русија. Но со уништување на културата, па се уништуваат и други вредности, и човечките вредности се уништуваат, и прашање дали сега ние треба да забраниме култура, а знаејќи дека и некои вредности кои што се вонвременски, кои што се вечни вредности, кои што се трајни вредности, треба да се негуваат, да се почитуваат. Ќе се вратам, социјалните мрежи се главниот проблем. Социјалните мрежи, значи ако може нешто да се направи, меѓутоа за сега не може, интернетот не може да го ограничите и тие ќе пренесуваат такви наративи. И што е битно, кај нас во Македонија, да речеме, медиумиве, барем колку и да се копи-пейст да пренесуваат, зборам за интернет медиумите, бидејќи тие највлијателни, тие може да пренесат и руски наративи, но сепак главните медиуми во Македонија се трудат да најдат некаков баланс да направат во известувањето, да не бидат ни проруски, да не бидат ни прозападни. И веројатно некои од нив од новинарите користат и други извори, значи користат и едни и други, па ги читат, ги споредуваат и можат да оценат што е точно или што не е точно. И тука треба да се работи, тука треба многу да се работи со новинарите, да читаат повеќе, да анализираат повеќе, да не прават копи-пейст новинарство, па кое што е премногу во Македонија и воопшто веројатно и во светот, така да се пренесуваат здраво за готово нечии мнение или нечии ставови, па не знае дали тие се лажни или не се лажни, дали некој ги пушта намерно или ги конструира таквите содржини и ги пуштаат во мрежата, а тоа не е тајна. Мислам, пуштаат и едните, пушта и Западот, пушта и Русија, но тоа е посебна приказна, тоа е делот од специјалната војна во светот која што се води со интернетот и со ширењето на пропагандите или наративите и на едните и на другите.